Во ова видео сега посебно внимание ќе обрнеме на судските одлуки кои што се поврзуваат со одреден член или со одреден закон. И пак ќе работиме со пример со Законот за кривична постапка. Рековме и претходно, има посебен тап за судски одлуки поврзани со овој закон. Намерно го одбираме него, затоа што за овој закон се поврзани вкупно 180.220 судски одлуки. Не знам, со член 402, со член 387, со 187, 399 и така натаму. Она што е битно и зашто го одбравме баш овој закон во ваква една огромна листа од над 180.000, тешко може и да се снајде човек, па затоа се на располагање филтри. Доколку знаеме, тоест доколку сакаме да видиме кој суд носел нешто поврзано со овој закон, можеме да одбереме од филтрите, например, апелација Битола. Колку од апелација Битола се поврзани? 427 одлуки. Или некој друг суд, апелација Штип. Вкупно 13.371 судска одлука. Судските одлуки имаат свој вид на основ, предмет и кој суд го донесува. Па во вид на основ ни ги дава најразличните основи по кои се поврзувани овие судски одлуци. Например, кривични дела против имотот. Веднаш бројката ни се намалува на 52.000. Основ врз основа на кривични дела против имотот се тешка кражба, например. Па се намалува на 15.000 листат. Предмет воредно преиспитување на правосилната пресуда, па ни се намалува на 356. Кој суд? Сега го имаме овде само одлуки од Врховен суд кои што се поминати. Може да притиснеме на било која од одлука и во PDF формат ни се отвара одлуката на судот во кој што е поврзано нешто со законот за кривична постапка. Многу битно е да напоменам дека овие одлуки на судови не се куцани од страна на де јуре или препишувани. Тоа се пресуди превземени од суд.мк и само се класифицирани по закон и по член. Значи, ова е оригинален документ објавен на страната на суд.мк. И во некој контекст е спомнат Законот за кривична постапка. Еве, член 466 став 3 од Закон за кривична постапка, тој. Исто во објаснувањето, член 16 став 1 од Законот за кривична постапка, тоа значи дека оваа судска одлука е поврзана и за овој член, и за овој член, и за 460, и за 467. Значи, било кој член да е спомнат во судскава одлука е автоматски поврзан со членот. Покрај табот за судски одлуки поврзани со овој закон, испод секој член, буквално испод секој член, поготово овој закон, имате судски одлуки кои директно се поврзани само со членот 18. Може да се притисне на прозорче и ќе видиме дека овде за членот 18 се преврзани с две. За членот 21 се поврзани 36.
За членот, не знам, 25 се поврзани 952 судски одлуки. Значи, во овие судски одлуки кои тука се листат, во некој начин, во некој контекст е спомнат членот 25. Овде во текстот, ако го, член 25 од ЗКП. Заради оваа линија тука, оваа судска одлука е поврзана со членот 25 од Законот за кривична постапка. Исто и претходно спомнав и други членови кои што се спомнуваани во текстот, ова одлука е поврзана и со нив. На платформата De Jure MK можете да бидете сигурни дека во последниве 10 години сите судски одлуки кои што се објавувани на суд МК се обработени од платформата De Jure и на вистински начин се поврзани и по законите и по членовите од законот. А станува збор во моментов кога го снимаме ово видео, бројката дебело е премина преку 270.000 судски одлуки.